Почувани граѓани, почувани представници на медиумите. Навистина денеска беше едно споделено задоволство помеѓу мене, премиерите на земјите од Западен Балкан, преку гостопримството на Бугарија и председателот Бојко Борисов, да направиме едно резиме со председателот Јункер, високата представничка Могерини и комесарот Хан за заклучоците од посетата, севкупниот амбиент и секако да разговараме за перспективите на Република Македонија и на целиот Западен Балкан. Задоволен сум што во своите заклучоци председателот Јункер вети сериозни инфраструктурни поддршки, односно пари за инфраструктурни проекти, кои што треба да го поврзат Западниот Балкан помеѓу себе и со целиот овој регион. Зборувавме за милиарди евра пари кои што се однесуваат и на коридорите и на севкупната поврзаност. Драго ми е што председателот Јункер, кој што потврди дека е пријател на Западен Балкан, но денеска веќе може да заклучи, како што сподели меѓу нас, дека е потврден и посветен пријател на Западен Балкан во својот интегративен процес. Како премиер на Република Македонија сум среќен заради тоа што навистина нашите перспективи во Европската унија се водилка и кон стабилноста, но и кон реформските процеси кои што се случуваат во Република Македонија. Се надевам дека ваквите сериозни позитивни пораки ќе овозможат дополнително охрабрување на институциите и на институционалната поставеност во Македонија да испорачаме завршеток на реформите во Македонија на еден суштествен начин. Правосудството е многу важно, медиумската сфера е многу важна, реформата на јавната администрација исто така и реформите на тајните служби и Министерството за внатрешни работи. Тоа се агендите пред кои што сме посветени, се исправени пред нас, убедени дека навистина до самитот за Западен Балкан овде во Софија, кој што ќе се одржи во месец мај, ќе можеме да се пофалиме со завршени резултати како што и досега тоа го правиме во Република Македонија. Навистина честа да се почне ова посета од Република Македонија представува и обврска исто така да се одржи континуитетот, да се биде буквално успешен во реформите во очите на Европската унија, кој што не проверува, не чекира и не потврдува во делот на спроведувањето, но истовремено чувството и на одговорност да се сподели со граѓаните и со институциите дека навистина треба до крај да ги испорачаме реформите. Македонија има шанси, нашите очекувања се во април месец да добиеме безусловена препорака, а во јуни месец да добиеме датум за отпочнување на преговорите. Овие се вредни цели кои што се исправени пред нас и убеден сум дека заради ваквите цели треба навистина да се посветиме сите и на крајот да го завршиме ова полугодие од 2018 година со среќа и успех во она што сме го сработиле досега. И со оглед тоа дека прашањето за земјата е дел од тој пакет до јуни, до како еден од условите на Европска унија. Има ли најаве козија с кога би ги пратил спогодбата и кога би дошол во Македонија? Се најавуваше почетокот на крајот на февруари, почетокот на мај. Јас претпоставувам дека министерот Никос Козијаш очекува да биде подготвен аеродромот за слетувањето на авионот од Атина во Скопје. Се надевам дека ќе биде веројатно почетокот на идната недела или во декот на идната недела, заради тоа што пред се е важна средбата. Ова можност да се разгледуваат дури документи се само алатки кои што може да помогнат. Секако имаме ние подготвени своји алатки во целиот овој дел. Многу не е важно да ги приближуваме процесите кон конечна успешна завршница на целиот овој процес. Драго ми е што на двете страни ни е јасно дека мораме да водиме грижа за достоинството и идентитетот на двете страни. И во Македонија и во Грција. Убеден сум дека само така ќе успееме. И на крајот министерот Коцијаш или министерот Димитров се само чинители, јас или премиерот Ципрас сме само чинители, институциите се тие кои што ги носат одлуките и мора да водиме грижа и ние за институциите во Грција како ќе носат одлука, но исто така и грчките политичари за институциите во Република Македонија како ќе ги носат своите одлуки. Не е невозможно, тешко е, чувствително е, но ги отвара сериозните перспективи кон нашите интеграции во Европската унија и НАТО. Вредно е за посвета од секој аспект и убеден сум дека Македонија може да успее на тој пат. Поконкретно, дали мислите дека Грција би одиграла конструктивна улога, да речеме до јули месец, кога би требала да одлучува Европската унија за евентуален датум за почеток на преговори, па би прифатила таков отпочнување на тие преговори или дефинирање на датум? Знаете, јас би посакувал навистина да има уште едно лидерство во регионот, тоа да биде од премиерот Ципрас, како што е лидерството на Бојко Борисов, помагајќи на своите соседи од Западен Балкан, како дел од Балканот
и на крајот дел од Европската унија. Нашето место е во Европа, Грција е најстарата членка на Европската унија од балканските земји и најстарата членка дури и на НАТО. Тие може да имат сериозно лидерство. Македонија нема непријателски претензии, нема територијални претензии. Македонија само сака соработка со Република Грција. Во тој дух сакаме да ги негуваме овие пријателства кои што всушност постојат помеѓу нашите народи. Процентот на поминување на границата и 2017 година е завршена со повеќе од 1 милион посети на Грција. Тоа покажува колку сме поврзани како граѓани, како институции, како општини и сето она што не поврзува. Верувам дека и на Грција треба решавање барем на едно прашање од делот на меѓународната проблематика која што го имат како Грција, но верувам дека сите политичари во Грција, пред се премиерот Ципрас, лидерите на опозицијата, господинот Мицотакис и другите политичари повеќе мислат на иднината и на Грција, и на грчкиот народ, верувам и на целиот Западен Балкан, колку на историјата и минатото, заради тоа што е 21 век, треба да гледаме напред, да подадеме рака и убеден сум дека тоа може да биде исклучиво само за бенефит и придобивки на граѓаните од двете земји. Уште едно прашање од мене. Премиерот Бојко Борисов рече дека ве чека во мај со конкретни проекти сите од регионот околу инфраструктурите. Има ли Македонија план и идеја што би донела во мај како проект кој што треба да се реализира, да се барат пари од Европската унија за инфраструктура? Нашите проекти во најголем дел се готови. Коридорот 8, железничката пруга поврзување на Скопје со Бугарија, се готови проектните документации. Знаете дека завршуваме првата фаза за да влеземе во имплементацијата на грантот од 70 милиони евра. Веќе преговараме со Европска банка за обнови и развој да го продолжиме целиот тој дел. Ние ги отворивме преговорите покрај тоа што разговараме со Кина и со Европската банка за обнови и развој, Европската инвестициона банка за финансирање на железничката пруга Кичево-Лин со Албанија. Тоа е таа оска или одсечка која што постои за да го комплетираме железничкиот коридор од коридорот 8 кој што го поврзува Јадранско море со Црното море. Буквално се работи за проект од 529 милиони евра кој што е готов, комплетирана документација. Имаме комплетирани документации за изградбата на патот Гостивар-Кичево и при крај проектната документација на автопатот Скопје-Блаце. Тие се важни проекти заради патната и железничката инфраструктура. Готови се проектните документации за новото гасно поврзување во југоисточниот дел на Македонија, Петрич, Струмица, Валандово, Гевгелија на оваа страна. Готови се и проектните документации паралелно со изградбата нова патна инфраструктура за поставувањето на оптичките кабли, паралелно во труповите на самите патишта. Веќе се развиваат и авионските линии со одредени понуди кои што се случуваат помеѓу Македонија, Подгорица и Сараево. Македонија работи многу на проекти, јас верувам дека ако бидеме подготвени со проекти, толку и поголеми можности да добиеме и за грантови, но и ефтини кредити од европските финансиски институции. Благодарам.